Беше тоа на 14. јуни 1920 година, кога со кралски указ е прогласено обединувањето на македонските епархии кон Српската православна црква. Македонските епархии биле купени за 1.500.000 златни франци од патриаршијата. На 14. јуни 1946 година умре шкотскиот пронаоѓач Џон Логи Берд. Во 1923 тој го изведе првиот пренос на телевизиска слика како црно-бела силуета, а во 1925 како слика со полутонови. Во 1927 Берд го конструираше уредот за ноќно наблюдување со помош на инфрацрвени зраци, а следната година го изведе и првиот прекоокеански телевизиски пренос меѓу Лондон и Хотсдейл во Соединетите Американски држави. Прв ја конструираше и ја прикажа телевизиската програма во боја. Беше тоа на 14. јуни 1948 кога почна до тогаш најголемата офанзива на грчката владина војска против Даг во северен Пинт Грамос. Во битката на Грамос се извршени најголемите херојски подвизи на борците на Даг и се запишани најсветлите страници на македонскиот и грчкиот народ за слобода и независност. Ова офанзива зазема посебно место во ослободителните борби на македонскиот народ, затоа што таа главно се водеше на македонска почва и во неа, на страната на Даг, се бореа многумина македонци. Беше тоа на 14. јуни 1987 година, кога фудбалскиот клуб Вардар стана нов шампион на тогашна Југославија. Тоа беше прва шампионска титула на тимот со која беше прославена 40 годишнината од постоењето на Вардар. И покрај поразот во последното коло со 4:1 од Динамо Загреб, одигран на Максимир, сепак, благодарение на резултатите на конкурентските екипи, Вардар ја мина целта како првопласиран тим на табелата. На 14. јуни 1996 година во Скопје е отворен британскиот информативен центар. На 14. јуни 847 година почина Методи I Константинополски, патриарх на Константинопол. На 14. јуни 1909 година е убиен Васил Аџаларски, македонски револуционер, скопски и кумановски војвода на Вморо. Роден е во 1880 во скопското село Миладиновци, поранешно Аџалари, според кое го добива и прекарот Аџаларски. Дејноста на Васил била забележана од турските власти, кои го апсат и тој одлежил 2 години во скопскиот затвор Куршумлијан. Во пролетта 1903 по ослободувањето тој влегува во четата на војводата Александар Георгиев, познат како Сандо Чолакот. Во 1905 бил назначен за војвода на чета која делува на Скопска Црна Гора и Скопска Блатија во рамките на акциите на четите на познатиот скопски војвода Даме Мартинов. Тој извршил неколку ликвидации на турски бегови кои го тероризирале местното население. Од крајот на 1904 па се до 1908 неговата чета водела 14 борби со турскиот аскер и четите на српската пропаганда. Помладо турската револуција во 1908 бил свесен дека е следен и дека му се подготвува атентат. Постојат сомневања дека пожарот во Скопската чаршија во 1908 бил дело на луѓето на Кор Расим, кои успеале да го лоцираат местото каде што се криел скопскиот војвода. Иако успеал да избегне повеќе обиди за негова ликвидација, тој бил убиен заедно со својот 80 годишен дедо пред неговиот дом во Скопје. Бил погребан во црквата Свети Димитрија. Во текот на масовните демонстрации, убиецот Кор Расим бил фатен и обесен на камениот мост во Скопје.
На 14. јуни 1934 во пазувите на Рила планина во местноста Динков дол во атарот на селото Белица Разлошко, Пиринска Македонија, бугарските врховисти го убија Симеон Кавракиров, македонски револуционер, следбеник на Гоцевите идеи и секретар на ВМРО за Пиринска Македонија. Роден е во Солу на 6 ноември 1898. На 14. јуни 1943 почина Никола Петров Русински, македонски револуционер, деец на Тморо, околиски војвода, учесник во Илинденското востание. Во 1897 година станал четник во првата чета на Тморо во Малешевијата, а потоа и во четата на Гоце Делчев. Како близок соработник на Делчев, во 1900 година е испратен во западниот дел на Македонија, каде станал првиот војвода агитатор во Крушевско, Демирхисарско, Кичевско, Прилепско, Охридско, Струшко, Битолско и Маријово. Учествувал на Смилевскиот конгрес и во Илинденското востание во Битолскиот крај. Користел псевдоними како Апостол Скитов, Атила Елонски и така натаму. 14. јуни е ден на знамето на Соединетите Американски држави.